Добро вечер и Божи благослов. Мене ми е уште еднаш мило драго што можеме и ова вечер да бидеме заедно. Се разбира, Бог е тој кој што ни ја овозможил оваа емисија за слава Негова, а се разбира за наша радост и за наше издигање и познавање во верата во Бога. Така да, уште еднаш добро вечер и Божи благослов до сите слушатели кои што ќе не следат или ќе слушат емисијата, се разбира, глас на вистината. Зборувавме за основни вистини, се разбира, кои ни ги дава Светото Писмо. Прво, зборувавме за многу важни прашања, или две основни вистини. Прво, зборувавме Бог како врховен создател и второ за неговите созданија. Потоа поставивме неколку прашања кои беа многу важни за нас и клучни за нас и се разбира дадовме одговори и верувам дека го задоволивме вашиот апетит. Прво, откаде потекнуваат сите нешта во светот? Кога викам сите нешта, се мисли на небото и на земјата и се што е на нив. Потоа, дали се тие појава како резултат на некаков слеп случај или случајност, или некој ги создал и ги поставил на нивното место, онамо баш каде и што се. Трето, од каде потекнува човекот? Четврто, зошто тој живее и каде заминува по смртта? Од каде сум? Зошто сум на светот? И каде после смртта? Тоа се прашања кои сите нас не засегаат или подкренуваат интерес во сите нас. Но ако го читаме како што реков Светото Писмо, ќе видиме дека единствено задоволителен одговор на поставените прашања е или можеме да го најдеме само во Библијата. Вака вели, постои само повисок ум кој создал се и од кого зависиме сите ние. Се разбира, тој е Господ Бог. И затоа Библијата ни зборува, се разбира, прво и основно за Божите созданија, всушност за небото и земјата. Во книгата Берешит или во првата книга на Мојсе, првата глава, првиот и вториот стих вика: во почетокот Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше неоформена и пуста, имаше темнина над бездната и Божиот дух лебдееше над водата. Потоа рековме дека од 3 па се до 25 стих Библијата многу јасно и гласно зборува како Бог за 5 дена, за 5 денови ги твори или ги создава небото, земјата и се што е на нив. Имаме први, втори, трети и четврти и се разбира 5 ден. Потоа видовме многу клучно и важно дека она што Бог го креирал, она што Бог го создавал, дека беше добро. И вика Библијата, и Бог види дека сето она што го создаде Господ беше многу добро. Настапи вечер, настапи утро. 6 ден. Кога зборуваме за 6-тиот ден, видовме дека на 6-тиот ден Библијата по оваа прашање е конкретна и не постојат измени. Дека на 6-тиот ден Бог го твори човекот по свој образ или своја слика. Тоа го видовме во првата книга на Мојсе, првата глава, 26 до 28. Потоа рече Бог да создадеме човек според нашиот образ, според нашето подобие, како што сме ние, кој ќе биде господар над морските риби, над небесните птици, над добитокот и над целата земја и на сите гатинки што лазаат по земјата. И Бог го создаде човекот според образот свој, според образот Божи ги создаде, машко и женско ги создаде. Значи, ќе се повторам уште еднаш, Библијата по ова прашање е многу јасна и гласна. Бог го твори човекот по своја слика на 6-тиот ден. И секаде, ни целото Свето Писмо, каде ние читаме, како од Стариот Завет, така од Новиот Завет, Библијата не прави никакви измени по оваа прашање, дека човекот е создаден по Божи лик и дека тој е создаден на 6-тиот ден
како круна од неговите созданија. Потоа, видовме во втората глава дека така се довршија небото и земјата и сето нивно воинство. Седмиот ден Бог ги заврши сите своји дела што ги направи и си отпочина во седмиот ден од сите дела своји што ги создаде. И го благослови седмиот ден Бог и го освети, зашто во тој ден си отпочина од сите дела своји што ги направи и создаде. Ете така настана небото и земјата во она време кога Господ Бог ги создаваше земјата, се разбира и небото. Потоа видовме како Бог го создава човекот. И видовме дека човекот е создаден од три елементи. Тоа е тело, дух и душа. Во првата книга на Мојсеј, втората глава, 7 стих, и Господ Бог го создаде човекот од земен прав и му дувна во лицето дух животен и човекот стана жива душа. Значи, ќе повторам, човекот е создаден од три елементи. Тоа е тело, дух и душа. Телото е од земја земено, а духот доаѓа од Бога, кој има сила или живот, за да човекот стане, се разбирам, жива душа. И потоа видовме во Јов, во псалмите, во книгата на проповедникот, како Бог го создава човекот и дека човекот всушност е точно создаден од овие три елементи. И тоа беше многу важно и клучно за сите нас. Потоа, застанавме тука, а се разбира ќе продолжиме понатаму по оваа прашање. Бог не само што го крил светот, не само што го создал човекот, туку Бог му создава, се разбира, дом, каде ќе го смести, каде ќе го згрижи човекот. Значи, Бог е тој кој го креира човекот, го создава човекот, но и му создава дом каде човекот може да се смести и може да живее. Се разбира, станува збор за Едемската градина или рајот. Еве ќе отвориме заедно во првата книга на Мојсеј, втората глава, ќе читаме од 8 до 15. Еве што вели, се разбира, Словото Божјо. И Господ Бог насади рајска градина на исток и таму го насели човекот, што го создаде. И Господ Бог направи да израстат од земјата секакви дрвја, убави за гледање и добро за јадење, и дрвото на животот среде рајот, и дрвото за запознавање добро и зло. Од Едем извираше река, за да го наводнуваат рајот, а потоа таа се раздвојуваше на други 4 реки. Името на едната и беше Пишон, таа течеше околу целата хелвеска земја, каде што има злато. Златото на таа земја е добро, таму има и бедилум и камен оникс. А втората река, името е Геон, таа тече околу целата земја Куш. Името пак на третата река е Тигар, таа тече на исток од Асирија. Четвртата река е Еуфрат. Така вели, се разбира, Словото Господово. И 15-тиот, и го зеде Господ Бог човекот, го насели во Едемската градина, за да ја обработува и се разбира да ја чува. Значи, еве го домот каде Господ Бог му го направи, или Бог се погрижи за човекот, за да го смести и за да може таму да живее и се разбира да ја одгледува или чува и одработува. Каде? Значи на исток. На тој дел беше создаден или создадена Едемската градина. Бог му создава на човекот помошник што ќе му помага во неговиот живот. Значи Бог е тој кој му создава на човекот помошник, кој ќе му биде негов едноставно придружник во неговиот живот. Еве ако отвориме во првата книга на Мојсеј, истата глава, ќе читаме од 18 па се до 25. Значи 18 до 25. Еве што вели Словото Господово.
И Господ Бог рече, не е добро човекот да биде сам, да му создадеме помошник, сличен на него. Тогаш кога Господ Бог го создаде од земјата сите полски животни и сите небесни птици и ги доведе кај човекот, за да види како ќе ги нарече тој. Па како што човекот ќе ги нарече секое живо суштество, така ќе му биде и името. И им даде човекот имене на сиот добиток, и на небесните птици, и на сите полски зверови, но за човекот не се најде помошник сличен на него. Затоа Господ му прати на човекот длабок сон, па го заспа и му извади едно ребро и местото го потполни со месо. Од реброто што го зеде од човекот, Господ Бог создаде жена и ја доведе кај мажот. А човекот рече, еве тоа е коска од моите коски и плод од мојата плод. Нека и биде името жена, зашто е земена од мажот. Затоа човекот ќе ги остави татка си и мајка си и ќе се прилепи кон жената своја и ќе бидат едно тело. И беа обајцата голи, Адам и жената негова, и не се срамеа. Гледаме како Бог му создава на човекот помошник, кој ќе биде сличен на него, и видовме едноставно како Бог ја создава жената. Ја создава од реброто на човекот. И жената, потоа и жената се разбере и мажот стануваат едно тело. Тука ја гледаме и првата брачна двојка. Всушност, Библијата ни открива дека бракот, кога зборуваме за бракот, дека бракот е свет и дека тој е креиран од самиот Господ Бог. И тоа е првата брачна двојка, како што кажав, и најстарата институција во светот. Значи, Бог ја создава жената. Зошто? За да биде слична на него. Зошто слична? Затоа што не се најде од животните, од птиците, кои ќе бидат слични на човекот. И затоа Господ Бог што прави? Го заспива. И Библијата ни открива дека Бог е најдобриот хирург. И дека прв има изведено се разбира операција. Бог му става име на човекот, да се вика Адам. Адам, кој значи земен од црвена почва. Еве, тоа го најдуваме во првата книга на Мојсеј, 3 глава, 9 стих. Еве што нам таму ни е запишено. Еве што вели Словото Господово. Но Господ Бог го повика Адам и му рече, каде си? Цело време гледаме како Бог зборува за човекот. Адам значи човек, и тоа име му го стави Бог, кој значи земен од црвена почва. Потоа гледаме како Бог ја создава Ева, се разбира, од реброто на Адам, но подоцна Адам и става име на својата жена, да се вика Ева. Значи, овде гледаме Бог, а подоцна гледаме како Адам и става име на својата жена. Ева се разбира која значи мајка на сите живи. Во таа иста глава, во таа иста книга, во првата книга на Мојсеј, 3 глава, 20 стих, еве што ни вели Словото Господово. Адам ја нарече својата жена Ева, бидејќи таа стана мајка на сите живи. Еве, гледаме како Бог го твори целиот свет, гледаме во 6-тиот ден како Бог го твори човекот, ја твори неговата сопруга, го твори првиот брачен пар, кој што е всушност и најстарата институција. И Библијата зборува дека жената е извадена од реброто на мажот. Зошто? За да му биде поблиску, се разбира, до срцето на мажот. Потоа Бог, гледаме и читаме, како ги благословува
да се множат и плодат и се разбира да ја наполнат земјата. Бог им се открива на своите созданија. Но пред да зборуваме за созданијата, како Бог на каков начин или пристап им се открива на своите созданија, пред се ние сакам ова вечер малку да се запознаеме со личноста Бог. Всушност, каков е Бог? Кој е всушност Бог? Како да знам дали постои Бог? Од кога постои тој? Може би или можам да го запознам. Се надевам дека со Божја помош, ако стигнеме, ќе дадеме одговор, се разбира, преку Светото писмо на овие неколку прашања. Еве, ќе читаме од книгата на Јов, 11 глава, 7 стих. Еве што ни е запишено. Можеш ли во длабочините Божји да проникнеш? Можеш ли да го достигнеш совршенството на содржителот? Овде веќе е поставено прашање. Што е Бог и што треба се разбира да знаеме за него? Библијата е многу јасна и гласна и дава одговор по оваа прашање, дека Бог е совршен дух и творец или содржител и владар на се што постои и дека од него доаѓа секое добро. Кога велиме дека Бог е дух, подразбираме дека тој, се мисли на Бог, дека е безтелесно суштество, со способност за разбирење, чувствување на воља на највисок степен. Ако пак велиме дека е совршен дух, исповедаме дека во него или во неговата личност се собрани во најголема можна мера сите добри својства. Значи, Бог е безтелесно суштество. Библијата зборува дека тој е, се разбира, дух. Потоа, ако читаме во Евангелието на Јован, 4 глава, ќе видиме како Исус разговара со една самарјанка и тој и вели и дава конкретен одговор дека Бог е безтелесно суштество, дека тој е дух и оние кои доаѓаат и оние кои треба да му се клајнат, се разбира, треба да му се клајнат во дух и вистина. Потоа, гласно или во себе си, секој си ги поставува, се разбира, овие прашања. Кој е всушност Бог? Каков е Бог? Како да знам дали Бог постои? Од кога тој постои? И дали можам да го запознам? Гласно или во себе? Како што реков, секој си ги поставува овие прашања. Зошто? Затоа што не е можно да се наблюдува светот, а да не се постава, се разбира, ваквите прашања. Да не се појави никаков интерес по прашање на Бог. Тоа е нешто невозможно. Чудото на животот и мистеријата на смртта секојдневно не обкружуваат, како и убавите и рацутените дрвја. Величинственото звездонебие, гордите издигнати планински височини и се разбира морските широчини. Кој сето тоа го создал? Кој го поставил законот на гравитацијата? Кој определил колку ќе трае денот, а се разбира колку ќе трае и ноќта? Знаеме, читаме, Библијата ни дава одговори и видовме, значи за колку дена беа создадени небото и земјата. И потоа видовме, значи дека од 3 до 25 стих од првата книга на Мојсија, 1 глава, како Бог го создава небото и земјата и го определува, се разбира, времето. Колку денот ќе трае и колку ќе трае ноќта. Кој раководи редовната смена, се разбира, на сите 4 годишни времиња. Знаеме за што станува збор. Станува збор за лето, зима, есен и пролет. Што да речеме за бесконечноста на Вселената? Може ли честно да веруваме, како што некој напишал, дека тоа
е се што постои, што било и што ќе биде. Единствен можен одговор на сите овие прашања, пак и на многу други, е дека сето ова е дело на врховен создател, како што часовникот мора да има свој изумител или создател, така и многу попрецизната Вселена мора да има свој изумител или создател. Тој создател или тој изумител се вика Бог. Целиот човечки род го знае неговото име. Уште од најрано детство сме го изговарале, се разбира, неговото свето и достојно име. Библијата ни открива дека Бог за кој зборуваме, за кој пееме, Бог од кого доаѓа секој благослов, е Бог кој создава или го создал овој свет и не создал нас во него. Еден човек, Бенјамин Франклин, вели, кој бил многу умен човек и пронаѓач, се разбира, значи, кој бил многу умен човек, станува збор за овој човек, и пронаѓач кој рекол, живеам веќе долго време. И колку подолго живеам, толку повеќе наоѓам цврсти и убедливи докази дека Бог управува со сите човечки случки. Друг мудар човек напишал: ако човекот не е создаден од Господ, тогашка зошто е среќен единствено кога е со Господ? Ако пак човекот е создаден од Господ, зошто тогаш му се спротивставуваме? Тоа е нашата, се разбира, дилема. Значи, тоа е нашата дилема. Наредната емисија, ако даде Господ, ќе продолжиме со оваа прашање. Но кој е тој? Прашувате. А каде е тој? Нели? Кој е тој? Прашувате и каде е тој? Така да се разбира со Божја помош, ако даде Господ, ќе продолжиме да зборуваме за основните вистини, како што кажав, од Светото писмо кои доаѓаат. А тоа Бог како врховен создател и за неговите откривонија. Тоа се основни вистини на Светото писмо. Имајте пријатна и благословена вечер. Господ со вас нека биде и се разбира, се слушаме во наредната емисијата Глас на вистината. Господ со вас и пријатна вечер. Добро вечер и Божи благослов. Мене ми е уште еднаш мило драго што можеме и ова вечер да бидеме заедно. Се разбира.